Ви посакувам добре дојде. Редовен термин за емисијава Здравието пред се. Еве што денес ќе внесеме позитивно и совети кои се наменети токму за вас. Доколку чувствувате дека нешто ви се случува во вашиот организам и се убедувате дека ништо не е, сепак внимавајте на тие знаци што ви ги пренесува самиот организам, бидејќи кога станува збор за знаците поврзани со тироидната жлезда, може да предизвикат големи здравствени проблеми. Затоа внимавајте и дознайте нешто повеќе во следниот прилог. Понекогаш чувствуваме како да ни се случува нешто со телото. Но речиси секогаш се убедуваме самите себе си дека не ни е ништо, дека е можеби само настинка или некоја алергија. Понекогаш ова е вистина, но понекогаш тие мали знаци знаат да бидат и дел од нешто поголемо, некој поголем медицински проблем. Затоа важно е да внимавате на пораките кои ви ги испраќа организмот, посебно кога станува збор за проблеми со тироидната жлезда. Можеби е мала жлезда, но доста важна и понекогаш знае да биде причина за сериозни здравствени проблеми. Како можете да препознаете дека нешто не е во ред со вашата тироидна жлезда? Еве неколку симптоми. Тажни сте или депресивни. Тироидната жлезда може целосно да го промени вашето расположение. Ако имате намалени количини на тироидниот хормон во организмот, може ненадејно без причина да се чувствувате тажни или депресивни. Следниот симптом е констипација. Промените на тироидниот хормон исто така можат да предизвикаат и промени во варењето на храната. Почесто ви се спие. Сите ние понекогаш имаме проблеми да станеме рано наутро, но ако дојде до нарушување на функцијата на тироидната жлезда, може да дојде до забавување и на сите други телесни функции, па да ви се спие почесто во текот на целиот ден. Косата ви опаѓа, а кожата ви е сува е следниот симптом. Ако кожата ве чеша, а не е зима, постои можност да имате хипотироидизам. Намалениот метаболизам доведува до тоа да се намали потењето, па и до опаѓање на косата. Ненадејно покачување на тежината е еден од симптомите исто така. Немате никакви промени во исхраната, постојано вежбате и се обидувате да ослабете, но едноставно никако не можете да ја намалите тежината која за многу краток период ја накачивте. Тоа може да биде знак за проблеми со тироидната жлезда. Ниските количини на тироиден хормон можат да го намалат и вашето либидо. И ова е еден од симптомите. Следен симптом се болките во мускулите. Ако се удрите, нормално е да ве боли. Ако пробате некои нови вежби, исто така нормално е да чувствувате болка. Но ако без причина мистериозно чувствувате болка во мускулите, за тоа може да биде виновна тироидната жлезда. Недостатокот на тироидни хормони ги оштетува нервите кои испраќаат сигнали до мозокот. Брзото чукање на срцето е исто така симптом. Ако ви се чини како срцето да пропушта неколку удари од време на време, за тоа може да биде виновна повторно тироидната жлезда. Или пак се чувствувате изгубено. Големите количини на тироидни хормони можат да направат да ви биде тешко да се концентрирате, па дури и да почнете да заборавате работи. Висок крвен притисок. Доколку имате, а ништо не ви помага да го намалите. Тоа може да биде знак дека треба да си ја проверите тироидната жлезда. Тироидната жлезда може и да ви го зголеми апетитот. Тироидната жлезда, кога одеднаш ќе стане помалку активна, почнува да ви се чини како да се менува вкусот на работите, па и апетитот ви се зголемува. Неудобно чувство во пределот на вратот и грлото е следниот симптом. Тироидната жлезда е сместена во вратот, па нормално е да чувствувате болка во тој предел. Проверете дали може би имате некакви промени во изгледот на вратот, грудки, па дури и грушавоста исто така е знак на промени на работата на тироидната жлезда. Доколку забележите некој од симптомите, се препорачува да го посетите вашиот лекар.
Многу од нас сакаат да имаат совршена фигура, па затоа многу време поминуваме во теретана. Јас ви нудам неколку работи кои морате да ги имате на ум, а без многу напор ќе изгледате одлично. Понекогаш не е целта денот да го поминувате во теретана или да се чувствувате виновни, ако сте решиле да пробате малку чоколадо за да бидете во топ форма. Но потребно е да имате неколку работи на ум заради кои без многу напор ќе изгледате одлично. Почекајте 10 минути. Научниците велат дека желбата да јадете нешто трае 10 минути и потоа си заминува. Тоа значи дека добро е да почекате 10 минути пред да јадете, а ако навистина не сте прегладнети, тогаш после тоа чекање воопшто нема ни да посегнете по фрижидерот. Не седете предолго. Ова е добро познат факт. Седењето е штетно за вашето здравје, па и за вашата желба да бидете во топ форма, бидејќи го забавува метаболизмот. Пијте вода. Едноставно е. Нашите тела често знаат жетта да ја заменат со чувството на глад. Затоа кога ќе ви се пријаде, прво напијте се вода. Ако гладот не помине за 10 до 20 минути, тогаш седнете да јадете. Заборавете на газираните пијалаци. Покрај тоа што се штетни за здравјето, поголемиот дел од нив се причина за вишок килограми, бидејќи содржат големи количини на шеќер. Не грицкајте. Наместо да посегнете по грицките за да го задоволите апетитот, седнете на маса и јадете бавно, цел еден оброк. Уживајте во секој залак. Протеините се ваши најдобри пријатели. Протеините прават да се чувствувате најадени подолг период, па ако за појадок и ручек јадете оброци кои се богати со протеини, помала е веројатноста дека ќе јадете и обилна вечера. Ако сакате да вежбате, вежбајте кардио. Нема потреба да кревате тегови. Доволно е да вежбате кардио и да бидете во топ форма. Користете помала чинија. Научно е докажано дека јадеме 22% помалку храна кога јадеме од чинија, која е помала за цели 5 см. Не го користете лифтот. Наместо тоа, дома одете по скали. Заборавете на алкохолот. Покрај тоа што го стимулира апетитот, алкохолот и дебелее. Например, една чаша вино содржи 85 калории, а пиво дури и 150 до 200 калории. Најлоша опција секако се благите коктели. Зошто треба да одбивате пица? Ви се јаде пица. Зошто да не? Неколку парчиња пица нема да ви наштетат, но само доколку внимавате што има на неа. Пуканки во кино. Наместо чипс или нешто благо, кога гледате филм во кино, секогаш е подобро да ги одберете пуканките. Одете на куглање со семејството. Ако не можете да се натерате да вежбате во зима, тогаш одлична алтернатива на вежбањето е куглањето, кое троши дури 500 калории на 2 часа. Танцувајте рано до зори. Ако сте на забава, не седете мирно, туку целосно препуштете се на музиката и танцувајте колку ви се танцува. Човечката исхрана содржи голем број на антиоксиданси, овошје и зеленчуци кои се богати со растителни влакна и антиоксиданси. Еве кои се тие. Човековата исхрана содржи многу состојки кои се богати со антиоксиданси, кои се од огромно значење во борбата против несаканите брчки и елиминирање на канцерогените клетки. Додека многу состојки како чоколадото или пуканките ги ветуваат овие бенефиции, сепак најдобриот начин за да постигнете млад изглед се природните плодови. На листата овошја и зеленчук, кои се најбогати со растителни влакна и антиоксиданси, се следниве. Домати. Ликопенот кој го содржат доматите е моќен антиоксиданс, кој ги заробува слободните радикали, помага во борбата против канцерогените заболувања и го активира колагенот. Келј. Овој лисест зеленчук е богат со витамин К, кој делува благотворно на срцето и ја спречува остеопорозата. Содржи растителни влакна кои го намалуваат крвниот притисок и нивото на холестерол. Модар патлиџан. Богат е со состојката на сунин, која помага против ширењето на штетните и канцерогени клетки,
која врзувајќи се со нив, ги спречува да дојдат до потребниот проток на крв за нивно ширење. На оваа листа се наоѓа и црвената пиперка. Таа содржи околу 60% повеќе витамин С, кој го поттикнува размножувањето на белите крвни зрнца, кои се борат против бактериите. Исто така, добро познато е дејството на С витаминот врз намалување на брчките и активирање на колагенот. Боровинки. Рутинот, клучната состојка на боровинките, е моќен антиоксиданс и го намалува ризикот од срцева болест и згрутчување на крвта. Босилек. Богат со еугенол, антиоксиданс кој помага во уништување на слободните радикали и детоксикација на телото. Прокелј. Нашите клетки се природно окупирани со супресорни гени на тумор. Сулфурот кој го содржи прокелјот може да му помогне на телото да ги потисне тие гени и со тоа значително да го намали ризикот од тумор или предвремено старење на клетките. Денес козметиката ни доаѓа со модерни спакувани шишенца, лосјони за тело, млеко, но во минатото време не било така. Затоа ви нудам во следниот прилог неколку древни начини за нега на телото. Древни начини за нега на телото. Производите за нега и за лекување на кожата не се секогаш спакувани како што треба и направени се од состојки што навистина тешко се наоѓаат. Во минатото, жените морале да бараат лекови, односно растенија што им биле на располагање во нивното обкружување. Производи што некогаш се користеле за нега на кожата. Иако не мириса најдобро, жените со години го користеле сокот од зелка за да ја намалат појавата на брчки. Се верува дека сокот од зелка ги затегнува мускулите на лицето, а обично со него си го масирале лицето и го оставале да се исуши. Кога сокот ќе се исушал, го миеле лицето со топла вода. Медитерански пристап. Римјаните го користеле маслиновото масло за да ја чистат, хидрираат и да ја помладат кожата. Откога ќе исчистеле кожата со пареа, го мачкале телото со маслиново масло и користеле камен за пилинг и за чистење на кожата. Маслиновото масло е богато со витамини А, Д и Е и затоа действува како антиоксидант кога ќе се стави на кожата. Исто така, помага во намалување на влијанието на слободните радикали врз кожата. Изгледајте како египјанка. Клеопатра била позната по купките од млеко и изгледа дека навистина има нешто во тоа. Млекото може да се користи за смекнување и за чистење на кожата. Низ историјата служило како средство за убавина, за кожата да изгледа поцврсто и посјајно. Клеопатра исто така користела и семе од црн ким за одржување на здравјето и на убавината. Трагите од масло од ким се пронајдени дури и во гробниците на египетските фараони. Благотворното масло од смрека. Есенцијалното масло од смрека се користи во алтернативната медицина уште од античко време за многу проблеми. Покрај тоа што помага во лекување кожни проблеми, смреката одсекогаш се користела за проблеми со респираторните органи, подобрување на пеметењето, ублажување на менструалните болки, воспалнителни процеси и за подуеност. Маслото се добива од бубинките и од кората од дрвото од смрека. Во средниот век, жените го користеле ова масло за лекување акни и екзими, како и за затегнување на кожата и стеснување на порите. Билни лекови. Жените во Индија ја користеле лимоновата трева за намалување на порите и за привремено зацврстување на кожата. Лимоновата трева е антибактериска билка, а жените го користеле етеричното масло од лимоновата трева како антиагенс за затегнување на површината на кожата, за да постигнат младички изглед, односно кожата изгледала помладо и позатегнато, како и за лекување инфекции на кожата. Неколку капки масло од лимонова трева во топла купка исто така помагаат во намалување на целулитот и ја чистат кожата од акни.
Рутината на живење е важна за нашето здравје и нашиот изглед. Во следниот прилог ќе дознаеме нешто повеќе. Здравиот начин на живење и исхранување многу зависи од навиките кои ги стекнувате и практикувате во текот на денот. Понекогаш многу е важно да си креирате рутина, заради која ќе бидете поздрави и послаби. Околу 7 часот започнете го денот со протеини. Истражувањата покажуваат дека високопротеински поедок прави да се чувствувате сити подолго време и е помалку веројатно дека ќе се прејадете. По појадокот, одвојте 30 на минути за физичка активност во вашиот дом или пак одете во теретана. Вежбањето некогаш може да биде на вистина забавно, а со тренингот можете да го зголемите вашиот метаболизам за само 3 дена. Околу 9 часот пиете 1 чаша млеко, бидејќи млечните производи се богати со калциум и ќе ви ја зголемат шансата за губење на тежината. Околу 11 часот одлучете се за брза прошетка. Послабите луѓе одат во просек од 5,5 километри повеќе од дебелите луѓе. Околу 13 часот земете оброк кој е полн со магнезиум, како на пример салата од спанаќ, риба на скара или исечкани бадеми. Магнезиумот е минерал кој активно го стимулира метаболизмот. Во периодот околу 16 часот пиете зелен чај. Едно истражување покажало дека катехинот во зелениот чај ги намалува телесните масти. Во 19 часот јадете зачинета храна за вечера. Таквата храна помага да согорувате масти и калории. Нешто подоцна, околу 22 часот. Креирајте си мирна атмосфера без технологија, за да бидете во можност да спиете подобро. Недостатокот на сон може да влијае на хормоните, кои го регулираат апетитот и постојано ќе се чувствувате гладни. Минутите посветени за здравјето пред се овде завршуваат. Ве оставам во добро расположение, бидете ми поздравени и секако ширате позитивни вибрации. Пријатно!